Почитувани, Законот за материјално обезбедување на стечајните работници, кој помпезно беше најавен пред локалните избори од страна на СДСМ, е голема предизборна измама. СДСМ свесно остави надвор од законот без решен статус над 1000 стечајни работници. Овој закон е фаличен, со истиот не се опфатени стечајците под 15 години стаж, ниту пак лицата кои останале без работа пред 1995 година. Поради временската граница се оставени над 1500 луѓе со нерешен статус, иако поголем број од нив имаат и по 20 или 25 години стаж. Покрај фаличноста на законот, со истиот СДСМ го прекрши и член 8 од законот со тоа што владата на Република Македонија нема доставено список со лица и фирми до АВРМ. Дека законот е донесен заради популизам, говори и фактот што власта го донесе законот без никаква претходна анализа, а бројките и пресметките опфатени во истиот се паушални и неточни. Имено, во образложението на законот пишува дека 3000 лица ќе бидат опфатени, а во реалноста бројот на лицата е неколкукратно поголем. Моментално, над 15.000 барања од стечајците поднесени до АВРМ се неодговорени и чекаат на откочување на постапката, додека власта нема донесено ни 1000 решенија, за кои не се ни знае по кои критериуми и методи се изготвени. Овие луѓе, кои се жртви на транзицијата која СДСМ ја спроведе, чекаат решавање на својот статус. Овие луѓе, кои се дел од 200.000 работници оставени на улица во времето на СДСМ, не смеат да останат измамени. Почитувани, барањата на граѓаните не се одговараат согласно роковите на управна постапка. Дополнително, во електронскиот систем на АВРМ е поставена забрана за изготвување на негативни решенија, што повлекува и кривична одговорност за директорката. СДСМ го донесе овој закон заради краткотраен предизборен популизам. Истиот е паушален и не го решава проблемот на стечајците. Самиот рок кој беше предвиден од 1 година за поднесување на барањата беше со цел предизборна манипулација и лажно подгревање на надеж кај граѓаните. Граѓаните сега го гледаат целото лицемерие на власта. Лагите со кои се служеа за предизборна манипулација веќе излегуваат на површина. Доколку ВМРО ДПМН управуваше со владата, веќе одамна ќе имаше неколку мерки за оваа категорија на лица и нивниот статус ќе беше решен. Имено, во време на ВМРО ДПМН, со законите од 2008 и 2014 година, беа обезбедени 4300 стечајци, а преку мерките за вработување беа отворени над 170.000 работни места. Ви благодарам.